Остануваме на тема здравје и наредниве минути со гостите во студиото 3 на Македонската телевизија и разговорот вака некако ќе го најавам. По иницијатива на Интернационалната федерација против дијабет и Светската здравствена организација 14 ноември се одбележува како Светски ден на борба против дијабетот и овој датум не е одбран случајно. Тоа е всушност датумот на раѓање на Фредерик Грант Бантинг, кој заедно со Чарлс Бест го открили инсулинот во 1933 година. Ние во Македонија наутре во текот на изминатата недела многу зборувавме во насока на превенција, диагностика и третман на дијабетесот, доколку се сеќавате во средата кога ни гостуваше доктор Катарина Адамова и зборувавме за дијабетесот, споменавме дека всушност дијабетското стапало е една од последиците, дајде да речеме здравствени, со кои што многу често се соочуваат пациентите со дијабетес, и на ова го ставаме фокусот на наредниве минути, зборуваме за диагностиката, за третманот и кога ќе зборуваме за третманот, ќе зборуваме за тоа колку во Македонија има можност за успешен третман. И сето тоа низ разговорот со нашите гости. Велам добро утро за доктор Софија Пејкова од Клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. Добре ни дојдовте. Заедно со неа и мој колега Саша Димовски. Добро утро, Саша, добре ни дојдовте. Добро утро, добро ни дојдов. Нема да зборуваме за новинарство, ќе зборуваме за вашата приказна, бидејќи генерално изминативе години прилично многу поминавте конкретно со дијабетското стапало. 5 години и некаде 5-6 месеци, значи откако беше интервенирано во период на ногата, по појавата на дијабетското стапало, се случи што се случи, дел од ногата беше ампутирана, меѓутоа остана еден дел, така нареченото дијабетско стапало. Тоа е видна рана која многу тешко се затвара, посебно кај дијабетичарите. И со овој проблем, значи јас бев период од 5 години се до минатата година кога доктор Пејкова почна да разговара на темата дека може да се направи така наречениот PRP. Тоа докторката најава ќе го објасни што е и како се прави. Прво бев скептик, меѓутоа никош не сум одбивал, но решив да размислам. Консултирав и други доктори. Во најголем дел сите ми рекоа дека тоа е лекот на иднината и дека би требало да го прифатам, дека не би имало штета. Истото тоа го зборувавме и со докторката. Меѓутоа фати ковид кризата, пластична и реконструктивна хирургија беше дел од ковид центарот и еве се решивме во октомври, значи практично е пред месец дена точно, се направи оваа интервенција и за моја среќа, за среќа на сите кои беа во тимот, успешно заздравува раната, е речиси заздравена и делот од каде што се пресадува условно кожата и самиот третман на ногата. Ја верувам дека после 5 години ова ќе се реши и токму затоа еве во овој и вчерашниот ден и сега да им објасниме на луѓето дека сепак има некаква надеж, бидејќи во овие 5 години јас пробав се. Од хипербарна комора, од вакуум, од сите форми на кислород, сите гази, сребрени, златни, се што можеше да постои во тој дел на медицината, меѓутоа за жал таа рана остана отворена толку време. Она што треба секако да го споменеме, доктор Пејкова, е дека голем дел од пациентите речиси да не забележуваат кога ќе се појави рана на стапалото. Да. Точно 100 години помина од кога е ова револуционерно откритие на инсулинот. Навистина многу значајно за медицината, многу значајно за пациентите со дијабет, бидејќи, како што се кажува низ нашата медицинска литература, дијабетот е болест кој што е тиво кубица. Значи, за жал, многу од пациентите ниту чувствуваат дека имаат проблем со шеќерната болест. Болест која што се јавува, која што не ги бира возрастните групи, значи постојат, веќе тоа е кажано сигурно во претходните емисии, што ги имате тип 1 и тип 2, каде што се засегнати и младите возрастни групи и постарите. Меѓутоа, по статистиките што се гледаат сега во последнава година, значи и тоа што го имаме ние како клиничари со нашето искуство во последнава година особено, преовладува генерацијата помеѓу 30 и 50 години. Значи доаѓаат пациенти кои што доаѓаат заради дијабетична рана, доаѓаат нели бидејќи имаат проблем, имаат рана на стопалото, меѓутоа не знаат дека имаат шеќерна болест. И паралелно, значи, во моментот заради третман на таа рана се откриваат сите други причини зашто настанала таа рана. И
Тоа е веќе една група. Сега во последно време имаме пациенти каде што со многу високи вредности на гликемија и тие се запрепастени дека они навистина имаат диабет, дека имаат шеќерна болест, а велат ништо не сме почувствувале, не, јас немам диабет. Така да тука во третманот на овие проблеми, значи навистина голем проблем е диабетичното стопало, бидејќи тоа е компликација, значи на целата состојба кај нерегулиран диабет. Споминавме дека акцентот ќе го ставиме во успехот на третманот, сега оно што мене ме интересира, колку навремената диагностика игра улога во успехот на Значи вака, третманот? кај третманот прво мора да кажеме нас како лекари ние да ги избегнеме компликациите. Добра. Компликациите во однос на диабетично стопало, односно тие рани и тие инфекции настануваат заради нерегулиран диабет. Бидејќи нерегулираните вредности на шеќер во крвта се причина кои што доведуваат до појава на овие компликации. Бидејќи, како што реков, диабетот е системска болест. Системска болест која што ги зафаќа крвните садови. Крвните садови кои што страдаат најпрво се оние најтенките, најмалите, тоа се на екстремитетите, значи на очите, така да пациентите со диабет имаат недоволна оксигенација на ткивата, најпрви на стопалата, потоа имаат проблеми со видот и заради недоволната оксигенација на ткивата со крв во дисталните делови од телото. Потоа тука имаме исто дел каде што имаат и неуропатија. Неуропатија значи дека пациентот не чувствува. Тој има болка, а всушност не ја осеќа и тоа е проблемот, бидејќи немаме сигнал до мозокот дека нешто се случува. И затоа кога ќе дојдат веќе кај нас, доаѓаат во многу тешка состојба, рана која што е инфицирана, која што бара третман, кој што е причина која што може да биде многу сериозна за целосното здравје, до развој на сепса и, што е за нас најтешко како лекари, како хирурзи, до губење на екстремитетот. Значи, да завршат со ампутација на екстремитетот заради да се спаси животот. Сашо, кога и да се зборува со било кој доктор на тема диабет, ќе каже комплетна промена на начинот на живот. Што тоа значеше во вашиот случај? Во секој случај промената е многу очекувана или многу очигледна, бидејќи мора да се ставите прво на инсулин или на таблети. Тоа се двете опции, меѓутоа ги советуваат инсулините како една од подобрите форми на лекување. Второ, исхраната. Се што е шеќер треба да се исфрли во најголема можна мера. И да се придржувате на некаков режим, иако не секогаш, можеби свесно или несвесно, правите некои работи или не зависат од вас вредностите. Еве, јас пред да ме хоспитализираат на клиника, шеќерот ми достигна до 40. Значи, во целата таа паника, докторката ми селава навечер и половина од луѓето не веруваат, мислат дека грешно измерило апаратчето, јако станеше збор за лабораториска анализа, не за обично апаратче кој нема ни да го измери тоа. Јас немав никакви симптоми, се додека вечерта 4 клиники условно не ангажиравме да се потрудат. Поголем временски период потрошивме на регулирање условно на шеќерот, бидејќи во оваа конкретна ситуација многу зависеше регулацијата на шеќерот од тоа колку и како ќе успее интервенцијата, покрај тоа што јас сум сопствениот дарител на условно на материјалот кој беше искористен за интервенцијата. Ако и натаму продолжаа високите вредности на шеќерот, ризикот беше да нема успех, бидејќи целиот организам буквално се пореметува со тоа што никој, вклучително и луѓе кои ме знаат подолго време, па вклучително и некои кои вас ве познаваат и велат дека 40 не е возможно. Во конкретниот случај тоа беше возможно кај мене, меѓутоа со интензивна комуникација со клиниката за ендокринологија секојдневно правевме напори да се симне шеќерот за да може операцијата да се изведе, интервенцијата и да имаме успех во тој дел. И споменавте уште во одговорот на првото прашање дека години и години следува од како го забележевте проблемот со диабетското стапало во изнаоѓање начини како да ви се продолжи животот, како да се санира раната и како да устваривте контакт со доктор Пекова? Јас првично отидов на клиниката пред 6 години, речиси, тогаш
доктор Пејкова во тој период не бев нејзин пациент, за жал излезе со една дијагноза да отидам, со друга да ме оперираат, да излезам и настанаа некои компликации кои во периодот понатаму ние ги лекувавме. Значи, поминавме десетици денови во преврски, во обезбедување на материјали, буквално, значи, се што можеше да се најде овде како материјали, како спреови и така натаму се правеше и ние бевме во комуникација, бидејќи јас во сите мои патешествија имав еден, ајде да речем среќа, 2 стента ми ставија во приватна болница, третиот ми го ставаше сопругот на доктор Пејкова на клиниката за кардиологија, така да имавме комуникација некако од повеќе страни. Се додека велам до пред година и нешто, кога не почнавме да зборуваме за овој нов метод, бидејќи PRP ни мене не ми беше позната, верувам дека ни на многу луѓе не е познат. Може би докторката накратко убаво да го каже што е тоа, затоа што сите кај претежно кардиолозите, каде што ги направи претходните прегледи пред интервенција, ниту еден од нив не ми рече не го прави, туку рекоа да, ова е условно лекот на иднината, само од себе, пробај, нема што да загубиш. И со таа условно идеја ние влеговме во тоа и верував, првенствено верував, бидејќи морам да споменам, ако нема комуникација помеѓу доктор и пациент, иако јас секогаш велам дека добрата докторка и лошиот пациент, во многу пати условно и сме се карале, ова не го сакам, ова го сакам, ама ова мораш да го правиш, па тука гледате да фатите кривина, ако може нешто да се ескивира, да не биде толку строго. Меѓутоа, ако ја нема таа комуникација, успех нема. Споменавте вие дека многу прегледи предходат пред да се одлучите за интервенција. И сега да им дадеме ајде трошка надеж на гледачите кои што во моментов не гледаат и размислуваат што да направат. За каква точно интервенција станува збор? Значи вака, ова што го методата што ја применивме кај Саше, PRP што значи прво? Тоа е една кратенка, тоа значи плазма збогатена со тромбоцити. Медицината се развива. Како што велам, пред 100 години, кога бил откриен инсулинот, нели е откритие на векот. И сега баш прочитав еден чланак во нашите медицински списанија, што понатаму, нели? Така да медицината се развива. Ние мораме да ја следиме за да бидеме во чекор со нели, сите светски трендови и сето тоа е за доброто на пациентите. Хроничните рани, значи меѓу кои што спаѓаат и раните кај диабетичното стопало, се рани кои што се заклучени и кои што не зараснуваат. Значи, кога ќе се пресечеме, нели има еден процес дека таа рана зараснува или кога ние хируршки ќе оперираме, ќе ја сошиеме, за неколку дена конците се вадат, таа зараснува, меѓутоа хроничните рани, заради многу локални и системски фактори, кај диабетичното стопало зборуваме за шеќерот и шеќерната болест, ние заклучуваат раната во една фаза и таа останува отворена. Отворена рана е многу опасна за пациентот, бидејќи е влезна врата за инфекции. Така да тие пациенти се постојано експонирани на надворешните фактори за развој на инфекција, а знаете колку една инфекција може да биде сериозна за пациентот. Затоа уште во 2007 година, значи, во нашиот медицински свет се отвори темата како да се лекуваат овие хронични рани. Не само кај диабетичарите, туку тоа се хронични рани кои што се голема, сега да не ги оптеретуваме гледачите, кои што се голема група, може да се во различни болести кај пациентите, меѓу кои си диабетичарите, како таа рана да помогнеме да зарасне побрзо. Така да, од 2007 година се почнати првите истражувања, сега сме 2021 и како што велат мојот професор од Австрија, кој што ми е учител, нели, он е пластичен хирург, не треба да имаш профил на Facebook, треба да имаш профил на PubMed. PubMed е една база на нашите медицински достигнувања, каде што за да објавиш свој искуства, значи во областа на медицината поминуваат низ многу филтри на здруженија кои што се медицински, значи тоа се едиторијални бордови кои што дозволуваат нашите истражувања да влезат во светската јавност.
Така да на нашата клиника, и јас сум горда на тоа, веќе е во тек значи, докторска теза на моја колешка, тоа е доктор Бисара Николовска, која што треба да ја одбрани во текот на следната година за користењето на PRP. Така да, значи, ние ја внесовме како метода, бидејќи во светот веќе се одобрија сите нели фази дека таа може да се користи и веќе има ефект кај рани кои што се, како што реков, хронични и се заклучени. Зошто има ефект? Тоа е, како што ви реков, плазма богата со тромбоцити. Еве и Саше знае дека е многу едноставна метода. Значи, не ни требаат никакви преврски, не ни требаат никакви комерцијални препарати, туку е тоа нашата крв, која што се зема, значи, од вена, со венепункција, со мала количина на крв, околу 10 кубика на крв. Имаме тоа специјален сет во кој што се наоѓа крв со епрувета, се центрифугира крвта на 1500 вртежи за 5 минути, каде што се оделуваат елементите од крвта. Еритроцитите, односно црвените крвни зрнца и плазмата, која што е богата со тромбоцити. И тука е приказката, значи, тромбоцитите, плазма богата со тромбоцити, во себе носат многу фактори на раст. Факторите на раст се тие кои што ни помагаат за заздравување на раната. Тие кои што ја потикнуваат процесот на создавање на нови крвни садови, што велиме ние неоангиогенеза, ја разбудуваат таа заклучена рана која што седела со години во една состојба и на тој начин се овозможува нејзино заздравување. Не оставаме отворена раната, се зема мала површина од кожа на пациентот, значи тоа е некој, зависи колкава ќе биде раната, тоа е тенка кожа, зашто ние мора да ја покриеме кожата. Бидејќи плазмата, која што е богата со тромбоцити, има и други елементи, како што е фибринот. Со самото нанесување на раната и ставање на таа тенка кожа, која што е земена дали од надколеницата, дали од надлактицата, значи пред очи ни се залепува, бидејќи фибринот има својство како лепак, нели? И се прави адхезија. И ние тоа го гледаме пред наши очи и под 10 дена, значи, кога ја преврската, кога ја направивме, веќе имавме инкорпорирана кожа кај Саша. Така и кај другите знаат пациенти. дека ќе ни бидат 15 на минути малку за разговор. Имам уште неколку прашања, но сосем накоса. Дали значи дека по еднаш завршена хируршка интервенција санирана и раната и меѓутоа пациентот мора да биде принципиелен. Добро. Не значи дека може да не му се појави на друго место рана. Мора да се контролира гликемијата, односно шеќерот, бидејќи секое отстапување од тие што се рамки на ендокринолозите кои што ги препорачуваат, нели, и навистина јас ги разбирам пациентите и знам дека е тешко, дека тоа мора постојано да се контролира, да се менуваат дозите на инсулинот, меѓутоа нас ни е важно да има заеднички со пациентот, да имаме ниво на гликемија кое што е во рамките на нормалата, за да немаме нови компликации. Што значи тоа? Каква битка престои во периодот кој што следува? Битката мислам дека е добијана со се ова што го зборуваше докторката. Натаму мислам дека ќе биде многу полесно, барем со секојдневни, условно, ајде не секојдневни, меѓутоа има пациенти кои одат на 2 дена, на 3 дена на преврски, во зависност од тоа каква е раната и во кој период што се случува. Меѓутоа, сакам да им објаснам и пластично на гледачите дека ова што го зборувавме е некаде, не знам, 45 минути во сала, максимум, можеби до 1 час. Потоа следи еден период од 10 дена, каде што мора да сте легнати, тоа беше најголемата битка со доктор Софија, како тоа ја ќе издржам да лежам во кревет и да не станам. Ако ја згазнете ногата барем во првите 10 дена, сте уништиле се. Значи треба трпеливост тоа да буквално организмот да го прифати. Мали се шансите да го отфрли бидејќи самите сме донори и на ваков начин, бидејќи јас во овие 5 години каде не посетив, не само овде кај нас, него и клиники надвор, редици луѓе гледам со диабетско стапало или со рани диабетични кои не мора да се и на стапалото. Може некаде да се појават и на друго место. И она што го споменав на почетокот, еве тоа е еден добар метод, сега го има во Скопје.
Значи да не ја сваќаме само клиниката за пластична хирургија, како што спомнавме дека таму се вградуваат силикони. Бидејќи само што сакав тоа да и силиконите не е... се дел ја во очи, ги носев 6 месеци, па ги извадивме, бидејќи и тие по некој период стануваат токсични, а ова се надевам биолошкиот материјал од нас ќе биде успех за понатамо и буквално тоа е иднината, не е болна интервенцијата, можеби маките се во тие 15 и 20 дена додека се вратиме во нормала. Ветувам дека овој разговор нема да биде единствениот во периодот кој што престои, но ми беше драго што можеме да им дадеме на сите гледачи кои што во моментов водат таква борба надеж дека во нашата земја има можност за успешен третман на истото. Да, има, меѓутоа како што кажа Саше, за еден успешен третман мора да имаме соработка помеѓу лекарот и пациентот. Значи мора тука да имаме еден баланс за да имаме успешен третман. И уште еднашка ви благодарам за поканата и еве ми е драго, значи за сите пациенти кои што имаат проблем. Ние сме тука за да ги третираме и да се направи една дистинкција што е пластичната хирургија. Значи, да. Нашата пластична хирургија е прекрасна, значи тоа е реконструктивна хирургија која што се занимава со реконструкција на шака, реконструкција на нерви, реконструкција на дефекти на кожа, а естетската хирургија да е дел, меѓутоа е само што викам јас јаготката на целата торта. Благодарам многу за гостувањето во Македонија на утре. Благодарам.